Почитувани, НАТО значи професионализам, ред и процедури, а не политизација, субјективизам и корупција. Со начинот на кој што Радмила Чекиринска го води Министерството за одбрана, го загрозува угледот кој армијата на Република Македонија го градеше со години. Скандал го тресе Министерството после испраќањето на последната воена мисија во Авганистан. Со лична, партиска и политичка, а не професионална одлука, Чекиринска упати несоодветен персонал во последната мировна мисија. За тоа колку е мотивиран и професионален персоналот што се испраќа во Авганистан, говори и фактот што дел од кандидатите воопшто не биле заинтересирани, ниту се јавиле на конкурсот распишан од Министерството. Значи, дел од кандидатите кои Чекиринска ги испраќа, ниту ги имаат поминато здравствените и физичките тестови предвидени со конкурсот, ниту за нив е направена проверка дали ги поседуваат соодветните НАТО сертификати, ниту е утврдено дали го познаваат англискиот јазик на неопходното ниво од 70%. Скандалозно да се исфрлат професионалци кои го минале конкурсот и на нивно место да се ставаат партиски послушници е огромен удар врз армијата. Не само што ги демотивира професионалците кои сакаат и можат да одговорат на задачите, туку заради несоодветната селекција ги доведува во ризик сите членови на мировната мисија во Авганистан, вклучувајќи ги нашите партнери. Дали за министерката за одбрана е доволно нејзиниот кандидат да е само партиски активист на СДС или од партиите од коалицијата на власт? Ваквиот однос на Чекиринска кон армијата е само продолжение на нејзиниот предлог за дополна измена на Законот за служба на армијата во делот на поставување и унапредување на офицери во повисоки чинови. Со тој предлог Чекиринска би го заокружила целиот процес на партизација на армискиот состав, тоест директно врши упад во системот на командување и контрола на генералштабот на армијата. Бараме јавното обвинителство и надлежните институции во Република Македонија да ги испитаат сите овие наводи зошто се прекршуваат процедурите во изборот и упатувањето на персоналот во мисија. Дали позадината нова е корупција и земање на мито под закрила на Министерката за одбрана? Ви благодарам.